večna Djeva, Marija v hramu Jerusalem. Togaž ta imala samo 3 godine. I roditeljite, tatko i Joakim, i majka i Ana, spored drevni od evrejski običaj, jazeda malečkata Marija, da ja vnesat v sveti od hram Gospod. I taka bi na samite porti od sveti od hram i prečeka tatko to na sveti od preteče i krstitelj Hristov, Jovan Zaharij. I mnogo čudesa se slučija. V ovoj den je ta sredba pomeđu Bogorodica Majčica, 3-godišnjata Marija, njezinite roditelji, rodotni, spored drevnijeg običaj, njih bi pridružila celi rod, od familijata site drugarčinja, svetite angeli. Golema božestvena litija se deše sočila. Na celi odpad do hramot, na svešteni od grad, soborni od hram na svešteni od grad Jerusalem. Samata Marija se velimo hagiografski zapis za današnji den, bila mnogo malecka i ko ga je privele roditeljite pred hramot, od podnožije na hramot do vlezot v hramot, imalo 15 stepenika, a svetite Joakim i Ana jazele malečkata Marija i ja podignale samo na prvi stepenik, a site drugi sama, ki izodela do sveti od starec Zahari. A sveti od starec Zahari pak od Duhot Svet prosveteni, naučen, ja poznao spasiteljkata na svetu, ta koja što će njemu rodi Hrista, spasitelj. I celi obzemen od Duhot Svet, kako opijen od Duhot Svet, praveo nešto, što ne bi gi napravil nikogaž v sosema trezvena, te ja narečam čovečki jasno, racionalno determinirana sostojbana. Duhot. Taka obzemen odsvetio duh, duhovno pijanstvo. Jazel malečkata Marija za raka i ja vnesel v svetinjata nad svetinjite, v koja što nikoj ne smel da vleze
освен првиот меѓу свештениците, и тоа само еднаш во годината, за да ги принесе молитвите на целиот народ Божи, стариот Израил, да побара покаяние и прошка за сите негови гревови. И гледајте там, ја внесува женската природа, ја внесува малечката Марија, што било страшно соблазнително за тогашните поими на тогашниот човек. Но што тоа се случило, на сите им било јасно дека Марија е нешто посебно, нешто подруго, единствено, нешто што излегува од рамките на нормалното и природното и влегува во светот на надприродното и хипернормалното. Од тој ден малечката Марија целосно му се предаде на Господа и за друг живот и со друг човек не сакаше да знае. Иако според тогашните еврејски закони живеењето безбрачен живот бил недозволен, незнаен, осуден, бидејќи бил против природе. За девствен живот никој не знаел, ниту сакал да знае. А како во таква една ситуација малечката Богородица да ја зачува својата девственост и при тоа да ја одбегне осудата на својот народ? Тоа се случи така што таа веднаш после внесувањето во светиот храм била примена во женскиот интернат при соборниот храм во Ерусалим, и во тој интернат за женски деца Богородица мајка останала цели 9 години. Тоа е периодот кога девојчињата стасуваат за брак, за мажи. И после 9 години секое женско дете примено во тој интернат било задолжено да го напушти интернатот и да се омажи. Како да се спаси Богородица мајка? Како да си ја спаси својата девственост, својот завет да му се предаде само на Господа и на никој друг? Тука излезе во пресред идејата на Јосифа. Јосиф е човекот од поколението Давидово, од кое што потекнува и самата Марија. Знаејќи ја тајната на Богородица мајка, тајната за која што знаеше целото нејзино семејство, тој прифати една голема жртва во својот живот, да одголови маж за малечката Марија. Тој припати да се вери со неа и на тој начин да ја обезбеди слобода
od sите клевети и осуди, што тогашниот избран народ Божи безмилосно ке ги истуреше врз малечкото девојче. И така тој ја спаси нејзината чедност и безпрекорна невиност и чистота и овозможи нејзината утроба да стане поширока од небото за во неа по силата на Светиот Дух да биде зачнат Спасителот на светот, Богочовекот Христос, чие раѓање го очекува. Се наоѓаме во текот на Божикниот пост, кој што ни помага барем до некаде да ја постигнеме потребната телесна, душевна и духовна чистота и здравје. Чистотата и здравјето на умот и срцата наши. За и во срцата наши, претворени во Витлеемски вертеп, да се роди тој, Спасителот на светот. А Богомајката да биде чуварка на нашето здравје, чуварка на нашите вечни есхатолошки перспективи, кои што токму денеска имаме впечаток дека ги губиме на големо, бидејќи стравот завладеал насекаде, болестите распространети и произведени со намера да не преплашат, а потоа така преплашени и да не заклучат, што значи да ни ја одземат бестрашноста и слободата на живење и одлучување, имајќи го Христа Господа пред себе си. Но тие искушенија се искушенија на кои што не треба да им подлегне, туку да застанеме просто пред Христа Господа, имајќи ја за крилата на Богородица Мајка дене славената, и се што му припаѓа на овој свет, да си остане во овој свет. И овој свет, за неговите собствени производи, дека се претвори во гробишта за неговите производи. Тоа што големите мислители на минатиот век го кажа, дека овој свет е депонија на предмети, овој свет е ѓубриште, и тоа ѓубриште треба да умре во светот што тоа ѓубриште го создава. На тоа ѓубриште, на тој смет, ние не му припаѓаме, браќа и сестри. Недолично е да се кашкаме и да се валкаме по гнасотиите од вертикалата, од хоризонталата на овој свет. Достојно е да стоиме просту и да го заслужиме името человек. Человек, браќи и сестри, е битие кое што со главата своја е свртено кон вечност. Вечноста е времето достојно за нас, луѓето. Амин. Амин.